најважна споредна работа во светот. Фудбалот. Фудбалот во Кавадарци очекуваме лека полека да се врати таму каде што му е местото во македонскиот фудбал. Диме Лазов, спортски директор на фудбалскиот клуб Тиквеш. Одма на почетокот да разјасниме. Љубанци е историја, така? Да, веќе Љубанци е историја. Само се чека за некоја си 1-2 дена веќе во промена на името, враќање на фудбалскиот клуб, значи ГФК Тиквеш 1930. Всушност се чека она да излезе во судскиот регистар. Во судскиот регистар вчера се разговараше во фудбалската федерација, таму си има арбитражни кај што веќе сите формалности се завршени и се чека документ, решението од регистар. Пререгистрацијата завршена? Завршена и пререгистрацијата, значи било и што мораше да биде ФК Љубанци, сега се регистрираме значи на старото име со придавката дадена ГФК Тиквеш 1930. Ај се вака, се тренира од кога? Значи тренинзите се почнати од 16.1.2017 година. Интензивно се работи веќе 10 дена и само да кажеме дека временските услови не дозволуваат. Временските услови не дозволуваат, ама кога нешто се сака, значи мора, значи фудбалерите изложени и на дожд, и на снег, и на топло, и мораме да се спремаме за да го обезбедиме обстанокот во втората лига. Се работи исклучиво кондиционо? Да, е кондиционо. Од денес почна стручниот штаб по 2 пати на ден тренинг, кај што ги обавуваме на нашиот стадион и попладневниот тренинг ќе биде во спортската сала Јасмин. Спомна 2 пати на ден, дали тоа значи дека вкупниот тренажен процес, односно подготвителен процес, ќе се одвива овде во Кавадарци? Да, овде во Кавадарци, пошто нашиот град има услови, имаме спортска сала, кај што имаме разбирање со директор на спортската сала Јасмин, кај што ни обезбеди термин и наистина сите захвални што во овој момент ни излеват сите во сусрет. Како е со играчкиот кадар? Па вака, играчкиот кадар што го имавме во 2016 година, некои од нивни причини се откажа. Веќиново остана од нашиот фудбалски кадар со што тоа имаме појачања, мислам квалитетни во македонскиот фудбал што значат име и презиме. Сите се во тренажен процес и очекуваме уште денес или утре најверојатно уште едно така поатрактивно до 2 засилувања. Ај сега да го спомниме овие засилувања, бидејќи сите чекаат да ги слушнат. Вака, значи до сега ангажиравме во моментот 5-6 веќе синоќе ни си дојде беше на лекарски прегледи, кај што и он е сигурен разговорот е обавен, кај што даде согласност дека ќе се врати да ни помогне на фудбалскиот клуб. Значи како појачање во фудбалскиот клуб Тиквеш се донесени Донимаговски Столе, Победа Прилеп, Никовиќ Мартин, значи играше дечкото во Победа во 11 октомври во Ресен, Атанасов Киро Академија Пандев Кожув, Бакрачевски Наумче Металург Скопје, Мегленски Тони Победа Прилеп и Васко Митрев, доста познат во кавдаречката јавност, син на Борче Митрев. Кавдарчанец? Да, кавдарчанец. Во преговори сме уште и со неколку други имена? Вака сега ние сме во преговори, нека биде мала тајност, значи сакаме еден квалитетен, доста добар играч, али тоа ќе го најавиме накнадно од кога ќе го официализираме целосно преминувањето потписот, да. Има ли пари за овие фудбалери? Значи вака, тоа сакам и требаше и на почетокот голема захвалност до градоначалникот и советот на општина Кавадарци кој што ни дадо финансиска инекција. Инаку без нивна помош немаше да дојдеме до овие играчи и се надеваме за опстанок во ова година, на лето здрави и живи, најави со спонзори и други спонзори што ни помагат. Тука морам да го споменам и ресторан Бриони, газдата на ресторан Бриони Зоран Кабранов, голема захвалност и до него што ни дојде во сусрет за исхрана на играчите што ни се од страна.
Значи тоа е доказ дека не секогаш треба пари да се дадат, некогаш може и на овој начин да се Да, помогне. значи ние не сме Секој во границите на своите можности. на своите можности, ние сакаме сите ентузијасти големи кои што можат, значи по нека мала финансиска инекција за овој клуб, значи го формирале од 1930 година. Не сакаме да сгасне, значи сакаме сега опстанок, па здрави и живи на лето да мислиме за таа една прва лига што сите копнееме во Кавадарци. Има ли шанси Тиквеш да опстане во годинава во второлигашко друштво? Па видите, ние со овие појачања и кај што мислиме за лето да ги оставиме исто, не само што ќе обезбедиме останок, ние планираме, пошто имаме најави дека ќе се прават 2 втори фудбалски лиги, кај што можеме, мислам, со постоечкиот кадар и со спонзори, мислам да се избориме за таа прва единствена македонска лига. Ај се вака за крај. Подготовките течат овде во Кавадарци, кои се тренерите? Тренерите исто од 2006-2017 што наследија Звонко Костов како шеф на стручниот штаб со Борче Митрев и тренерите на голманите Митко Георгиев.